115 дена пред првата трка во Формула 1, Ауди на јавноста и понуди мал блесок од она што фановите на брендот може да го очекуваат во најголемите спортски возбудувања на најдобрите тркачки стази во светот. Промоцијата на концептниот модел Audi R26 концепт беше организирана во Минхен, во Центарот за брендовско доживување на Audi. Во таа прилика Жерно Долнер, генералниот директор на Audi, изјави дека со своето присуство во најмоќниот моторспорт, компанијата испраќа јасна и амбициозна порака. Ново поглавје во обновата на компанијата. Формула 1 треба да биде катализатор за промена кон побрз, поефикасен и поиновативен Audi. Дополнително, Долнер изјави дека тие не влегуваат во Формула 1 само за да бидат таму, туку влегуваат за да победуваат. Истовремено свесни дека нема да станат топ тим во F1 преку ноќ, но според него веќе во 2030 година Audi има за цел да се бори за светската титула. Audi R26 концепт ги навестува дизајнот и шемата на бои за првиот болид на Формула 1 на Audi, кој официјално треба да се промовира во јануари. Масимо Фрашела, главниот креативен директор на Audi, изјави дека и во концептот, како и во комплетниот бренд, се користи новиот визуелен идентитет, базиран на новата дизајнерска филозофија, која пак се заснова на 4 принципи: чисто, технички, интелигентно и емотивно. А Формула 1, додаде Фрашела, е пионер за новиот идентитет на брендот, кој ќе се применува и понатаму како во F1, така и во Audi во целина. Со 820 милиони фанови во светот и 1,6 милиарди гледачи на телевизиските преноси, Формула 1 е одличен проект кој може да го освежи и обнови имиџот на Audi. За оние кои не се во тек, за да влезе во циркусот наречен Формула 1, на почетокот на годината Audi го купи Sauber Group од Швајцарија, со што се створија услови за влез во најпопуларниот моторспорт во светот. Дополнително, Audi назначи искусни директори на врвот на тимот, а за возачи беа селектирани Нико Халкенберг од Германија и младиот талентиран Габриел Бартолето од Бразил. Yeah, with our entry into Formula 1, we are taking the next big step in Audi's realignment. The entry into Formula 1 gives us a huge opportunity as a brand on a global scale. Formula 1 is the most popular sports platform worldwide, especially with younger and female audience. And we will use the opportunity to address new customers in our key markets, Europe, US and China. It is a perfect timing to enter Formula 1. The new regulations give a level playing field for all teams, and so it's optimal to enter now. Yeah, when I took over as CEO of Audi 2 years ago, we had a deeper look into the Formula 1 project, and we decided to take an even bolder approach. We realigned the project and optimized the setup. And with Mattia Binotto and Jonathan Wheatley, we have the perfect management team, and with Nico Hülkenberg and Gabriel Bortoletto, a perfect driver team. And so we are very optimistic. So with the right team, the right partners, the right timing, we have the perfect setup to attract new fans worldwide.
Корејската автомобилска компанија Hyundai Motor Company ја представи својата нова генерација на моделот Nexo, кој за првпат започна да се продава во Европа во втората половина на 2018 година и кој има намера да биде вистински game changer во нивната палета на електрифицирани автомобили, која постојано се развива и шири. Моделот кој досега на европско тло се продаде во скромни околу 1000 примероци, представува електрично возило со горивни ќелии или FCEV. FCEV автомобилите во суштина се електрични возила кои струјата ја создаваат во хидрогенските горивни ќелии и кои низ издувните лонци емитираат само водена пареа и топол воздух, поради што имаат третман на исклучително еколошки автомобили. Струјата во ќелиите, која подоцна го придвижува електричниот мотор, се создава преку посебна хемиска реакција на водородниот газ со кислородот во воздухот. За место на кое ќе се направи официјалната презентација на новата генерација на Nexo пред представниците на меѓународните медиуми беше избран градот Сеул. Она што треба да се издвои како главна поента од презентацијата е дека Nexo со само 5 минути дополнување на резервоарот за хидроген или водород треба да помине дури 826 километри. Ова е постигнато со сериозни унапредувања на системите за горивни ќелии и електроника на моќта. Така, например, моќта на батериите е дуплирана од 40 на 80 киловати во споредба со претходниот модел. Во тандем и хидрогенскиот пакет на горивни ќелии е уште поефикасен со максимална моќност од 110 киловати, со што двата системи испорачуваат вкупен аутпут на моќта од 190 киловати. Со тоа се успева забрзувањето од 0 до 100 км на час да се оствари за 7,8 секунди. Nexo, како и другите автомобили од овој тип, имаат одлични компаративни предности. Имаат нула емисија на штетни материи и гасови, имаат огромна автономија за минување километри и времето на полнење се мери во едноцифрени минути. Недостатоците главно се состојат во тоа што полнењето на хидрогенските ќелии се прави на посебни станици за полнење, а оваа инфраструктура е уште полошо развиена во Европа и светот од онаа на електричните полначи. Дополнително, цената на овие возила е за нијанса повисока од онаа на електричните возила, а поскапо е и горивото. Па сепак се чини дека големите производители и понатаму сериозно и гласно размислуваат за развојот на оваа технологија. Францускиот бренд Peugeot на своите фанови и потенцијални клиенти им го представи новиот концептен модел со должина под 4 метри под името Peugeot Polygon. Овој нов концепт веќе беше промовиран и проверен во видеоиграта Fortnite и истиот има задача да ги исцрта контурите на Peugeot во иднината. Најреволуционерната новина во концептот е воланот Hyper Square,
кој ќе ги шокира традиционалистите навикнати на волан во кружна форма, а истовремено тој е и комплетно електронски систем за контрола на возилото. Плюс, во него е вградена електронската steer-by-wire технологија, кај која нема механичка врска помеѓу воланот и тркалата и се е електронски. Систем кој е веќе докажан во вселенската аероиндустрија и кој се планира да започне со имплементација во сериските модели на Peugeot во 2027 година. Со концептот полигон, ветробранското стакло се трансформира во екран на кој се проектираат сите битни информации преку микро-LED панел поставен зад правоаголниот Hypersquare волан. Погледнато од надвор, новиот концепт од иднината со помош на микро-LED панелите кои проектираат разиграни графички и обоени конфигурации, на полигон му даваат навистина футуристички изглед. И седиштата на концептот се уникатни, со 3D испринтана школка направена од пена со чист геометриски дизајн. Очекувано во производниот процес на полигон се употребени еден куп рециклирани материјали. Како и кај секој концепт останува да видиме колку елементи ќе стигнат во сериско производство на автомобилите, но креативноста и иновативноста на полигон концептот на Peugeot навистина не можат да останат незабележани. Се што вози работи подобро со Liqui Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија. Up in the middle of the night, open my eyes and my oh my, I'm dreaming you. Well, oh my dreams are sweet when I lay me down and sleep. I'm dreaming you. Oh my dreams are sweet when I lay me down to sleep. Now I dream of you.
eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Said it's not worth living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes straight to your head, believe it if you want to. Производителот на мускулести возила од Соединетите Американски држави RAM, кој сега работи и функционира како дел од меѓународната автомобилска групација Stellantis, избра да го представи својот нов пикап, комплетно дизајниран и развиен во Бразил, под името Rampage, овој пат на европската публика и тоа на манифестацијата Fieri Cavalli 2025 во Италија. Луѓето од RAM на новинарите и избраните VIP гости им го представија новиот Rampage како нов, премиум, компактен пикап, кој треба да го пополни просторот помеѓу компактните SUV-а и традиционалните пикапи. Во поглед на димензиите, новиот RAM Rampage е долг 5028 мм, широк 1886 мм и висок е 1716 мм. А она што веројатно најмногу ќе ги интересира потенцијалните клиенти е волуменот на товарниот пикап простор, кој изнесува богати 980 литри. Зависно од желбите на клиентите, новиот пикап доаѓа со два мотори. Прв е бензинецот 2,0 Hurricane 4 турбо петрол со 272 коњски сили и вртежен момент од 400 Ньютон метри, кој остварува максимална брзина од 220 км на час. Секако, тука е и 2,2 Multijet турбо дизел моторот со моќност од 200 коњски сили и вртежен момент од 450 Ньютон метри. Од 0 до 100 км на час, Rampage стигнува за 6,9 секунди. Сите модели се спарени со 9 степен автоматски менувач, со вртливо копче за промена на брзините или педали поставени на воланот. А погонот е секогаш на сите тркала, со можност истиот да се редуцира на погон на 2 тркала преку копче сместено во централната конзола. Пикапот е опремен и со многу опрема, како и со модерен ентериер, голем дисплеј чувствителен на допир и можност за конективност, што особено е значајно за помладите генерации. Typical Porsche, the Cayenne Electric sets new standards in efficiency and performance, once again bringing motorsport technology into series production. Two innovations of the fully electric SUV are based on developments from Formula E. One of these technologies is direct oil cooling, where all current-carrying components of the electric motor are cooled directly. Porsche has relied on this innovation from the very beginning in Formula E, and now this technology is used in series production on the rear axle of the new top model of the Cayenne. While in conventional electric machines the coolant flows through a jacket outside the stator, in direct cooling the cooling medium flows directly along the copper windings. The heat is dissipated immediately where it is generated. This increases the efficiency of the electric machine to up to 98%.
from motorsport to series production, also in recuperation performance. Depending on speed, temperature, and battery charge level, the Cayenne Electric recovers up to 600 kilowatts of energy during braking. This enables the model to achieve the same peak value as the 99X Electric in Formula E. More recuperation allows for greater range and ultimately more compact batteries, the key to more performance for both sports cars and racing vehicles. High-performance recuperation remains active even during dynamic driving. Depending on the driving maneuver, recuperation can even occur up to a complete stop. In normal driving operation, about 97% of all braking processes are purely electric, without intervention from the mechanical friction brake. In addition, intelligent software functions enable an optimum combination of high energy recovery and maximum deceleration with Porsche-typical driving stability. The new Cayenne Electric proves that for Porsche, transferring racing technology to the road is also essential in the field of e-mobility. Thanks to the know-how of the Formula E world champion, the Cayenne achieves a perfect combination of efficiency and performance. Во средината на месец октомври, на прекрасната Азурна обала, кинескиот производител на автомобили Leap Motor, кој е дел од групацијата Stellantis, пред меѓународните новинари го представи моделот B10. B10 е електричен C SUV автомобил, скроен специјално за меѓународните пазари, меѓу кои и за нашиот европскиот. Со стартна цена од 29.900 евра на европскиот пазар, Leap Motor B10 се представува како автомобил кој е достапен до сите потенцијални купувачи, а истовремено има задача да го демократизира користењето на електричните автомобили со батерија. Тој е изграден на напредната Leap 3.5 архитектура и ги комбинира напредната технологија со одличните возни својства и секако конективноста. Оперативниот систем во кокпитот нуди забавни тридимензионални икони, дисплеј со повеќе апликации кои се апдейтираат континуирано и over the air. Безбедноста на новиот B10 е гарантирана како резултат на 17 елементи на активните системи за асистенција на возачот, а тука е и камерата од 360 степени и исклучително цврстиот челичен кафес на архитектурата на автомобилот. B10 е опремен со високоефикасен електромотор кој испорачува 218 коњски сили и вртежен момент од 240 Ньютон-метри. Забрзувањето од 0 до 100 км на час се остварува за само 8 секунди, а максималната брзина на моделот изнесува 170 км на час. Клиентите може да изберат една од двете расположиви батерии. Онаа со 56,2 киловат-часа ProPack нуди домет од 361 км, додека батеријата со 67,1 киловат-час ProMax Pack испорачува автономија од 434 км. Од 30 до 80% двете батерии се полнат на полнач за околу 20 минути. Во Leap Motor е направен и фоторобот на клиентите кои ќе го сакаат нивниот електричен SUV, а тоа се модерни, технолошки ориентирани и еколошки освестени возачи. Целен пазар за овој автомобил се малите семејства, младите професионалци и урбани патници
кои ги вреднуваат иновацијата, дизајнот и финансиската достапност на автомобилот.